На 9 ноември, пратеникот на Алијанса за албанците Шефик Дураку напиша Facebook пост за неговиот колега од левица Апасиев, употребувајќи го зборот палјачо. Велат Апасиев ги загрозува интересите на НАТО. Многу шегобици сте станале. Ниту Русија и Кина не можат да ги загрозат интересите на НАТО, а не еден палјачо. Немојте да ни ја навредувате интелигенцијата, пишува Дураку во постот објавен на неговиот Facebook профил. Овој став на Дураку, кој се уште стои на неговиот Facebook профил, беше првично пренесен од порталот на албански јазик Opinion Shqip со наслов Алијанса, Апасиев е палјачо, но и од повеќе медиуми на македонски јазик, кои објавија дека Дураку го нарекол Апасиев кловн. Но истиот ден на 9 ноември порталот Нова ТВ објави содржина со наслов Шефик Дураку, наводната моја изјава за Апасиев дека бил кловн е спинувана од Дуи. Моја цел со статусот беше да им укажам на спинувачите дека ни ја потценуваат интелигенцијата, нашата и на граѓаните, со тоа што партијата Левица и нејзиниот председател Апасиев ги представуваат како толку моќни што дури можеле да и наштетат на НАТО алијансата. Дуи бара проблем онаму каде што го нема, а целта е да се растури ова мнозинство за рушење на владата, изјави Дураку во реакцијата за Нова ТВ. Но оваа реакција на Дураку не кореспондира со она што е напишано во неговиот Facebook статус, во кој Апасиев се споредува со палјачо што не може да му наштети на НАТО. Зборовите палјачо и кловн постојат и во македонскиот и во албанскиот јазик како синоними, што означуваат засмејувачи во циркус. Од тука нема дилема дека пратеникот изрекол квалификација на сметка на неговиот колега, која потоа се обиде сам да ја демантира. Во овој случај, потврлиле медиумите кои очигледно не го провериле напишаното на Facebook статусот, а го пренесуваат демантот на Дураку за навредата кон Апасиев. Тоа е спротивно на медиумските стандарди кои налагаат проверка на секоја информација пред нејзино објавување. За жал, некритичното пренесување на вакви тврдења, па и на навреди, придонесуваат за деградација на јавната комуникација, која се повеќе се лишува од пристојноста и се претвора во еден вистински циркус.